Следващия предаване изпитанка не можехме да не сега с това. Значи, беше споменато следното. Трябва си да се сетиме как работеше комунали за 2005 година, како работи сега. Како сега чута Грузия, како това беше лошо съставата с услугите, които ги чуеше на предприятия. Без да се сложим услуга. Да се сложим дека това съставата беше лошо. Сега дека се Грузия беше и не е истина. А лоша беше от објективно-субјективни причини. Објективни затоа што тогаш како што сите знаеме, не беше воопшто стартуван процесот на децентрализација и општината немаше средства. Денес општината има 26 милиони на располагање годишен бюджет, кои оставени негде 12 милиони. А тогаш купниот бюджет на општината, купниот бюджет на општината беше 3,50 милиони евро. Огромна разлика и тука лежи неможноста на комуналец во тој период да ја извршува својата функција така како што треба. Од кога општината ги доби тие средства, кои што ги доби со децентрализацијата, што направи? Ева, што првата година ги насочи кон комуналец. 13 милиони денари донесе одлука секоја година да се сплаќаат за одржување на јавното зелеништво. До тогаш комуналец добиваше по просек по 2 милиони денари, освен последната година 2005 кога што доби само 3 милиони денари. Второ, донесе одлука по предподписен закон за комуналец да се добива, односно граѓаните да плаќаат дополнителни 20 милиони денари за одржување на јавната чистота. И покрај тоа, што имаше наменски денар во сметката за комуналец, се уште 90-тите години за вршење на таа намена, само ако инако беше формулиран, не беше вршење на јавната чистота, одржување како јавни прометни површини. И конечно, данокот за додадена вредност беше намален од 18% на 5% за јавните предпријатија, со што сите они нереализирани платени фактури, кои што нормално јавното предпријатие мораше да плати тој данок од 18%, повеќе ќе го платеше така. Огромно рискување. И на крајот ме завршам со 6 милиони денари, кои што од 2005 година наваму дополнително комуналец ги касираше затоа што издатокот за солидарен погреб во 2004-та, крајот 2004-та, почеток на 2005-та беше зголемен од 100 на 200 денари, ако добро сеќам, или 20 на 100, во секој случај на 100% беше сваѓан. Сега се, почитувани колеги од власта, комуналец е добро предпријатие, затоа што заради објективни и субјективни причини општината и ние граѓаните му дозволихме да инкасира дополнителни 40 милиони денари приход дополнителен. Ете, затоа е добар комуналец. Не затоа што се успешни Јовко и Зоран. Секој чест успешност, ама требало да се признае. Зошто вие не станете и не кажете, чекајте ме, не е се успешността на директорите, има нешто и дај ми се пари. Ако мене ми се дадат пари, ќе бидам добар домаќин. На цела фамилија се ќе го купа. О, не мора да значи така. А значи ние треба сме средни што тие не ги коцкаат пари. Среден случај не ги коцкаат пари. Ами ако ги дуплира? Тоа се плашам да не почнат да ги